Здраво на сите, добре дојдовте на уште еден подкаст на каналот Татунчо. Денес имам посебна чест да го угостам мојот пријател Костадин Ристоманов, екоактивист. Костадин, добре дојде на каналот Татунчо прв пат. Добро ме најдов и благодарам на можноста да се обратам на вашите следачи и гледачи и слушатели. Јас ве најавив како екоактивист, претпоставувам тоа содржи малце повеќе детали. Ве молам, представете се за нашата публика, значи што подразбира вашата екоактивност? Каде сте активни и со што се занимавате? Уште од 2017 година една мала група од нашиот Струмички регион, поготово југоисточниот македонски регион, Гевгелија, Валандово, Дојран, Струмица, Ново село, соочени со опасноста за можноста да се отворат два рудника во исто време, тоа е Казандол и Ловица Штука. Самоорганизирани се здруживме за да го спречиме тоа зло кој што би значило и смрт за целата таа не само Струмичкиот котлина, туку и целиот југоисточен регион. Тогаш, ако се сеќавате, се самоорганизиравме на брзина и имавме неколку референдуми, кои што за жал покасно Уставниот суд ги поништи како неуставни, затоа што не сме имале ние ингеренција на таквите прашања, централни прашања кај што има владата, и локалните референдуми немат влијание, што е нонсенс и што е недемократски. За жал, нашата борба продолжи, затоа што и покрај многуте одлуки на владата, на управниот суд, сепак секогаш кога ќе дојдеше до Висшиот управен суд, тие одлуки што ги носеше владата беа стопирани. Еве да ви кажеме информација дека одлуката за одземање на концесијата за Казандол, во моментот слушнав дека наводно било пресудено дека Македонија сгрешила во постапката за одземање. Значи, не дека ние не сме во право како држава и како влада, туку некој случајно сгрешил, ја сгрешил постапката, и сега баш ме интересира дали тој некој ќе одговара или не, и сега наводно дека Македонија требало да плаќа некоја си оштета, не знам, милионски суми и така натаму. Значи, се работи за едно домашно предавство на некој начин, со тоа што нашите национални богатства се разграбуваат и нема кој да не заштити. И затоа народот се самоорганизира, и јас сум еден од тие кои што веќе 7 години активно учествуваме во борбата да спречиме не само распродажба или грабеж на националните богатства, туку последицата од таквото рударење би било погубно за сите жители во југоисточниот регион, затоа што трајно неколку илјади години ќе бидат контаминирани подземните води, површините за садење, нивите, шумите и ние луѓето кои што ќе дишиме таков загаден воздух. Затоа организиравме неколку многу протести, многу собирања, многу разговори, формиравме здруженија. Во моментот, еве, јас сум председател на еколошко здружение Еко Долина од Ново село, член сум на управен одбор на Здрава Котлина, член сум во разни други организации на ниво на Македонија, кај што здружено истиот проблем го имат луѓето во Прилеп во моментот од Бехтел и Енка, истиот проблем го имат луѓето од Тетово, луѓето во Кичево, загадување. Битола има енормно загадување од рек Битола, Струга имат луѓето исто така. Воопшто имаме проблем со загадувањето во глобална смисла. Ниту ние се грижиме за заштита и чување на тоа што природата ни го дала, да го оставиме за идните генерации, ниту како држава се грижиме организирано да се справуваме со отпадите што ги ствараме, и затоа на некој начин оние кои што решиле своето слободно време да го потрошат за општо добро,
се солидаризиравме сите, едноставно мораме да дадеме, да дигнеме глас и да го стопираме таквото самоуништување на некој начин. Вие доаѓате од еден дел на Македонија каде што додека разговаравме надвор од снимањето, зборувате дека е котлината која што ја храни Македонија, и јас би додал на тоа е котлината која што извезуваше до Словенија порано во поранешната држава, што значи потенцијалот за произведување на храна таму е огромен, а од друга страна имаме можност за отварање на рудници кои што првин ќе го стопираат овој процес на производство на здрава храна, од друга страна кои се добивките кои што евентуално би ги имале заедницата, дали тоа како вработување, дали тоа како профит или било што, значи овие два рудници кои што вие ги спомнавте, Иловица Штука и Казандол, можеби треба да ги анализираме во пакет или пак да зборуваме за нив посебно, значи што носат со себе и колкава е, да речеме, соодносот корист-штета. Низ годините што поминаа, ние имавме прилика неколку пати да се соочиме со представниците на инвеститорите. Имавме емисии во живо, снимани емисии, тоа може да се погледат на YouTube, може да се најдат, каде што тоа вие што опрашувате го елабориравме многократно, докажувајќи колку е бенефитот, колку е добивката од земјоделие трајна и колку има на долгорочен рок се исплати во однос на безсмисленоста на рударењето во најземјоделскиот крај во Македонија. Само ќе ви кажам неколку податоци како бројки. Ако од југоисточниот регион преку 180 милиона податоци од претходната година, милиона евра се добивката од земјоделие од Иловица и Штука, каде што се пишува во договорот за концесија дека само 2% од пријавената добивка ќе оди на сметка на државата, од кои по некои си клjuč ќе се делат 20% за државата, остатокот 60% за Босилот, 40% за Ново село. Значи, тие бројки на добивка се десетократно помалку од рударење отколку од земјоделие. Но треба да знаете дека земјата, како земја за обработка, таа е конична димензија. Не можеме да створиме нов хумус, не можеме да створиме ние нови ниви. И не смееме, и таа површина е ограничена и е толку. Не можеме да ја зголемиме никако. И затоа ние треба да ја чуваме, а рударењето ќе ја уништи и едноставно ќе немаме од што да се прехрануваме. Наместо што велите вие како извозници, ние ќе станеме зависници од храна. И од на друга работа. Замислете кој ќе купува домати, струмички домати, струмички кикирики или не знам што од струмица, која ќе има, например, ако има некој пат рудник, и кој ќе ризикува да купи таков производ кој што е потенцијално веќе загаден. Значи ќе се уништи и брендот. Трета работа кој што ќе влијае многу на условите во кои што ќе се живее и дали опште некој може да живее, таа безнадежност, каде што секојдневно ќе се минира 24 часа, ќе ги натера околните села да се иселат, бидејќи тоа е најверојатно и планирано така како што ние имаме информација од проектите за рудници. Треба се иселат неколку села околу, да бидат жртви, да ги иселат луѓето буквално, и затоа и студијата која што треба да објасни на луѓето што ќе се случува во наредните 22-3 години таму, замислете, е се уште државна тајна. Значи беше прогласена за државна тајна во парламентот во Македонија најтранспарентниот документ кој што според Архуската конвенција треба да биде достапен на сите. Нашите политичари го забранија, не дозволија народот да дознае
ни дадоа само една мала скратена варијанта од 35 страни, едно нетехничко резиме, кој што и како е доволно да разбереме за каква катастрофа ни се спрема и колку ние ќе треба да бидеме загрижени ако такво нешто се случува. Значи, се работи за еден криминал, за еден геноцидна намера, така да ние имавме таа и среќа што на време реагиравме, кој што успеавме до сега да го стопираме, но притисоците од западните држави, каде што доаѓаат таквите предаторски компании, јас ќе ги наречам, каде што они нас не третираат како колонијална земја, како рударска колонија, како место каде што ќе се депонира нивниот отпад. Таквиот однос ние не можеме да го смениме нив, но ние можеме нашата перцепција да си ја смениме, затоа што борбата, еколошката борба е борба за живот и смрт на сегашните и идните поколенија. Така да не бенефит да имаме, нити државата ќе има економска, нели се прави секојата анализа cost-benefit се прави, така да нашата анализа која што е направена, имаме на страницата на Здрава Котлина, секој може да ја погледа, имаме толку многу емисии и интервју кај што го објаснуваме, сакам да ги оптеретам сега вашите слушатели и гледачи, е толку на наша страна во одбраната не за рудникот, отколку за рудник. Нити вработувањата кои што ги кажуваат околу 450 вработувања, кои што претежно ќе бидат по менаџерските фирми по светот, кај што треба да продаваат и трговијата со рудата, да биде отколку физички овде ќе вработат. Денеска модерното рударство подразбира роботика, подразбира управување со багерите, со џојстик од Њујорк, ако сакаме баш да бидеме толку вулгарни, може некој од Њујорк да биде од својата спална соба да го управува багерот во Иловица. Нема потреба тука да доаѓа, затоа што ние такви кадри и немаме, кои што ќе можат таа машина да управува. Ние можеби да имаме вработување однос на некоја чуварска служба, некои хигиеничари, некои, не знам, некои такви ситни работи кои што и не значат ништо за економијата, но од друга страна ќе уништат толку многу земјоделски фамилии, кои што сега и текако профитираат. Еве, ние сме денеска сведоци за криза за храна, поготово со војната во Украина. И таа криза за храна во иднина уште повеќе ќе се продлабочи и храната ќе биде уште на поголема цена. И сега на место ние да го увидиме тоа, идејата за рудници е толку промашена, толку е безсмислена од наша гледна точка, не од гледна точка на финансиерите, така да народот, имавме среќа што народот тоа го препозна и на некој начин тоа што не нас крепи, тоа што нас не дава храброст, е тоа што народот, мнозинството од народ, без разлика каква политичка партија или било која друга разлика, се обедини и мислам дека нема таа сила кој што ќе дозволи да се случат такви рудници во Балтене, во нашите дворови. Вие рековте дека народот е обединет и фактот дека самото отворање на рудниците е за сега стопирано го докажува тоа. Но од друга страна, некој ги има донесено тие така наречени инвеститори. Па каков е односот на политичарите, минати, сегашни и евентуално нешто сакаат да бидат идни? Каков е односот на оние кои што имаат можност да донесуваат одлуки кон овие прашања? Дали со институциите, дали сте разговарали, каков е нивниот однос кон овој проблем? Да ви кажам, последните 7 години нема политичар кој што, дали министер, дали премиер, со кого не сме разговарали. Искрено да ви кажам, до сега ниту еден не се изјаснил во корист на рудниците. Ниту еден. Сите знаат дека народот е против, сите ја знаат состојбата каква е, дека колку штета ќе се направи,
но мораме да бидеме објективни и да разбереме дека и тие се подложни на притисоци од големите, тоа се мултинационални компании кои што по капитал, по сили на некоја економска сила или па дури и политичка сила има толкова моќ, да кажеме, што малите држави како нас, тоест политичарите или представниците на тие мали држави, буквално се на некој начин, можеби не баш точно немоćни, но се под страшен притисок. И умешноста на секој политичар од 2017 година назад беше како на волкот да викаат држи, а на заекот да вика бегај. Знаеш, така да и они се во една таква ситуација и ние секој пат им велиме дека треба да се бранат со нас, дека секој пат да не стават во улога на тие кои што не дозволуваме. Они нека глумат, нека што сакат, нека прават тамо, но сепак они мора да кажат дека народот не дозволува. И затоа сме пак ние, како некој начин тие водачи, не сме поединци, еден како јас што сум, да кажем, такви имаме премногу, што исто така не радува да сме подложени на притисок за бенување на ставот. Но бидејќи се работи за екзистенцијален проблем, се работи за прашање на живот и смрт, не само мој, на оваа генерација која сме живи, туку и на идните поколенија, и затоа тука нема компромис. На никако по ниеден начин никој нема да отстапи, и затоа што отстапувајќи или дозволувајќи да се случат тие рудници, ние всушност ги погребуваме нашите идни поколенија. И затоа не смееме никако тоа да го дозволиме. Апсолутно се согласувам со вас и тоа е можеби редок пример каде што сплотеноста на народот дава резултати. Овој канал е достапен, значи, за сите оние кои што сакаат да направат корисни активности, корисни иницијативи, и само сакам да кажам дека овој разговор со вас се надоврзува на многуте разговори што ги имам правено со луѓето од иницијативата Спас за Прилеп, што значи апсолутно се согласувам со вас дека ако не го спасиме живиот човек, ако не го спасиме денешното поколение и идното, значи во иднина може да се случи било што, ако остане пуста пустелија, без разлика да се вика не Македонија, света Македонија, не верувам дека ќе постигнеме нешто. Освен котлината, моите поминувања низ тој регион, освен котлинските села, има видено прекрасни планини кои што се околу Струмица и Струмичко, значи Беласица и Огражден, и би сакал да поразговараме каков потенцијал самите планини носат во себе и како овие две планини се загрозени со евентуалната рударска активност. Па најпрво да ви кажам за тие што не знаат дека локацијата на потенцијалниот рудник Иловица Штука се наоѓа на падините на Огражден, едно централна позиција во Струмичката котлина, и според симулациите ние што ги правевме, а и тоа што го беше ни достапно од проектите на самиот концесионер, всушност загадувањето би било толку големо што Свете спомнав неколкуте села околу Штука, Иловица, Турново, Секирник, Радово, тие ќе треба се иселат првата година малте не. Тоа е една толку опасна акција која што треба некој да ја изведе, прашање и тоа како би било, затоа што според проектите планирано е да се направи, ако сте били веќе спомнавте, сите се сеќаваме на рударското окно кај Бучим, и се замислите си едно такво окно, ама по 10 пати поголемо. Тоа е огромна дупка што ќе стане длабока околу 700 метри, ќе допре до подземните води и ќе ги меша во подземните води, и таму студијата пишува ќе ги загади 30%. Сега што значи тоа 30% ќе ги загади? Ние ќе пиеме само од тие 70 или ќе пиеме од тие 30 или не знам како е. Такви бројки има таму напишано што ќе сватите дека се работи за
за една потенцијална еколошка катастрофа. Например, они претходно мора да имат, нели, такова е процедурата, да имат средби со граѓаните кои што прашуваа што со пчеларите, што со земјоделците, што со ловот. Значи, и потенцијалните инвеститори одговара на безсмислени прашања, ќе ги обештетат пчеларите, ќе им дават да си купуваат пари, да им дават пари да си купуваат мед од другите пчелари, нели? Значи пчелите ќе изумрат. Значи таму имаме и заштитени видови, пеперути, не знам што, имаме заштитени растителни видови. Значи, еве само еден парадокс, да знаете и каква корупција, у каква коруптивна држава живееме. Замислите, подрачјето кој што беше како дадено на концесионерот пред неколку години, шумското предпријатие за стопанисување на шуми направи голосек, ги исече целата шума, исече таму како подготовка за рудникот. И замислите, од една зеленило, неколку години ние гледавме црвеница од доле, таа црвената земја, значи тоа колку грозно стои, колку е тоа ерозија, значи. Мислејќи од другата страна, значи огражден, имаме не само тоа, имаме дадено и концесија горе кај двориште, тоа е меѓу Струмица и Берово. После има концесија Плавица горе кај Пехчево. Значи огражден всушност би требало да биде разорен, би требало да биде уништен, ако дозволиме да се активират тие рудници еден со друг, тоа ќе биде како атомски бомби да спаднале таму. Тоа ќе биде уништено целосно. Додека, да кажеме, луѓето од другата страна на планината Беласица мислеа дека они се на безбедно и растојание далеко и они пијат вода од Беласица едно друго, но на моето прашање како е можно да извира вода на врвот на Беласица, они беа зачудени кога им одговорив дека всушност извирањето на вода, ма точно на врвот на Беласица е всушност како последица на пукнатини низ самата планина, кое што притиска на подземната вода и таа под притисок од тежината на планината се искачува најгоре на врвот на Беласица. И замислете, ако таа подземна вода доле е загадена од истиот загадувач, тогаш и на врвот на Беласица ќе се појават истите отрови, а ги има еден куп катастрофални отрови, како што е арсен, како што е разни толку токсични материјали кои што, да кажеме, еве цијанита, пример да спомнеме. Планирано беше планирано во проектот на концесионерот дека ќе коштат тони и тони натриум цијанит, кој што ќе остане во почвите и после тој цијанит ќе продолжи да се раствара, да продолжи во подземните води. Значи сега како најчистата вода на планината Беласица за неколку години може да се појави цијанит на врвот на планината. Така да, занемарувајќи ги, да кажеме, загадувањето на воздухот од прашината, кој што не е за занемарување, но замислете од експлозиите од прашината што ветрот ќе носи, планирано е дека целата струмичка котлина за тие години ќе биде на експлоатација од 22 години, ќе биде покриена со некој слој од 10 до 15 сантиметри нова земја, нова прашина, таа кој што е доле во подземјето, кој што никој пат не видела сонце, воздух и вода, затоа што ние имаме сега на површината на земјата еден хумусен слој и се што е на површината на земјата во текот на тие милиарди години на еволуција, сите токсични материјали се изврзани со водата, со воздух едно друго и се очистени. Но кога ние копаме длабоко во земјата, ние буквално ги повампируваме или им даваме на отровите можност да се појават на површината. Таква е таа прашина, отровна прашина, која што ќе се распостеле по цела струмичка котлина, вдишувајќи ја неа,
ние ќе бидеме болни, но и јадејќи ја преку производите, земјоделските производи, ќе биде уништено земјоделието. За водата веќе кажав. Така да, јас сакав овде на оваа емисија да им свртам внимание на вашите гледачи и мои суграѓани и жители на Македонија да обратиме повеќе внимание на денешницата, тоа што ни се случува денес и да планираме да си ја зачуваме нашата и татковина, но пред се татковина значи од татко ми што е добиено до мене, од татковците што ни оставиле, а тоа е земјата, тоа е водата, тоа се шумите, тоа е природата, треба да ја зачуваме за идните поколенија, затоа што тоа е наша обврска, да им оставиме на идните поколенија подобри, дури ако можеме услови од кои што ние сега ги добивме. И најголемиот чин на патриотизам е всушност за борбата за зачувување на тие услови и подобрување на тие услови. Што ќе ни, еве се ние сме отруени од политика. Ние сме раскарани меѓу себе како еден народ на неколку политички партии и бранејќи ги нивните лидери, ние очи си вадиме еден со друг, а дишиме исти воздух, пиеме иста вода, јадеме иста храна и сите имаме едно име, живееме во една држава Македонија. Зошто ние да не се обединиме по тоа што сите тоа не тиште, истиот воздух го дишиме? Тука нема ни национална разлика, нема ни верска разлика, нема ништо, ние сме сите исти. До кога ние ќе се делиме, до кога ние едни меѓу себе ќе се напаѓаме, а не гледајќи дека всушност паѓаме во стапицата на некоја однапред осмислена добра пропагандна машинерија кој што намерно не бутка во тој правец на кавги и поделби, а не кон обединување. Нашата задача всушност не е само зачувување на природата, туку и обединување во постапката за зачувување. Тоа ни е, како мислам дека е главно. Иначе само да спомнам дека не е само борбата против отварање на рудници. Еве се имаме во Ново село спречување на едно страшно зло, отварање на една топилница на алуминиумски одливци и легури, каде што алуминиумски отпадоци од цел свет ќе бидат донесувани тука на топење и после на повторна обработка, кај што тоа подразбира на страшно отровна технологија. Истата фирма планира се забави со справување со отпад и ние ќе донесеме овде да се справуваме со белосветско ѓубре, да кажеме, со увоз на отпад и тука да се депонира, да се гори, да се не знам што да се прави, така да Европа секој пат ќе ги стимулира таквите проекти каде што ќе ги решава нивните проблеми, нивното ѓубре ние ќе треба да решаваме. Јас во една прилика на една европратеничка од Полски реков дека да не остават нас, ние сами ќе се справиме со нашето ѓубре, но да престанат да го праќат и нивното ѓубре кај нас, затоа што ние не можеме, прво треба си го решиме нашето ѓубре, а после нивното. Нема зошто ние, нека си го решават они нивното ѓубре. Ама за жал, нашите политичари таквите зборови не ги употребуваат, не ги користат во одбрана на своето население и затоа сме затрупани со такви проблеми. После, еве да ви кажам, денес имаше објава дека во Струмица воздухот е толку загаден што штипи на носот, не се диши. Замислите 3 октомври, кога грејната сезона не е почната, кога температурата беше 30 степена денеска под сенка, ние имаме загадување, енормно загадување во Струмица. Што се гори? Зошто не се прашува никој? Што се гори? Од каде такво аерозагадување? Знаеме дека респираторните болести се меѓу најголемите причинители за смртност. После, еве Струмица денеска нема вода за пиење. Денеска во 21 век Струмица имаше и се уште има
најсофистицирана опрема за прочистување на водата. Француска технологија со озонирање, со насцентен кислород се прочистува водата бактериолошки и така натаму. Но џабе е таа технологија кога нема двете акумулации, Турија и Водоча, се пресушени. И се замислете, повторно ќе се врзам на рударското лоби кој што тврдеа дека ако има рудник во Иловица, они ќе ја користат истата акумулација Турија за нивниот технолошки процес и тоа треба некаде околу два пати акумулацијата, колку што околу 50 милиона кубни метри, да ја искористат во годината. Што ќе денеска кога немаме таков капацитет, Струмица денес пијат вода од канистри и носат вода како на бегалци или како некоја војна зона. Што ако се случи да имаме рудник во наша близина кој што ќе троши водата. Така да ние не сме свесни во каква страшна ситуација се наоѓаме, колку се сечи шумата, колку малку се пошумува, колку е загадена земјоделските површини, колку малку се грижим за чувување на водните ресурси. Воопшто, ние, како загадувањето, нити политичарите, нити кај народот таквите теми воопшто не се ни теми за разговор. Така да, тоа е најголемата опасност која што ние не ни гледаме и не дискутираме и не имаме никој да ја решава. И затоа благодарност уште еднаш до вас како медиум кој што преку вас ќе пласираме таа вистина која што треба се освестиме. Името ние секој пат можеби да го вратиме. На крај крајева, зошто мене ќе ме секира некој како ќе ме нарекува? Ние не можеме, јас имам име Костадин, мене ме викаат по разни имиња, некој ме вика Коста, некој ме вика Коки, некој ме вика Константин, некој ме вика Идине. Тоа е избор на секој кој како сака да ме нарекува, но јас знам како ми е моето име и моето име никој не може да ми го земе, да ми одземе, тоа е дадено. Но замислете ако ни ја земат водата, замислете ако немаме воздух, ако немаме почви, тогаш населението ќе умре или ќе се исели, нема да имаме, ќе имаме територија, но нема да имаме луѓе. Тогаш зошто ние фокусираме толку на името? Дали не е тоа дел од пропагандната машинерија кој што не дефокусира од реалните вистински проблеми? Силувањето. Зошто е силувањето? И така натаму. Јас го имам сличното чувство како вас дека некои работи намерно се прават за да го иритираат сентиментот на луѓето за да се дефокусира од вистинските проблеми. Би сакал да се надоврзам на оваа фабриката која што рековте дека ќе се отвара топилницата. Многумина не знаат дека алуминиумот како таков е еден од најтоксичните метали кои што постојат, еден од главните причинители, ако не и единствениот причинител на Алцхаймер. А многу пати во зима, особено имам споредувано, затоа што знаат луѓето да пишуваат по социјалните мрежи за загаденоста и да се споредува загаденоста на Скопје и на Пекинг, или веќе не е само Скопје, многу други градови во државата. Еден Охрид знае да биде презагаден, што е дури неверојатно чудно, и да се споредува со Пекинг или со Шангај да бидеме многу позагадени од тие супер индустриализирани градови. Другата работа која што очигледно некако не кореспондира со оно што велиме сакаме да одиме во Европска унија, а Европска унија имаме на границите. Тоа сакам да ве прашам, вие живеете буквално на граница каде што се граничите и со Бугарија и одоздолу со Грција, па каков е односот непосредно таму каде што се граничи со овие две држави? Како тие се однесуваат кон планината каде што граничат, на водите со кои што малте не ги споделуваме тука преку планината? Каков е нивниот однос? Дали на ист начин ги распродаваат или имаат поинаков однос? За разлика од нашата држава, но и од нашиот народ, морам да кажам, сепак во тие две држави, самите држави се поорганизирани, но тоа сепак е благодарение, мислам дека, на ентузијазмот и на посветеноста на луѓето во тие држави да се самоорганизираат, да си направат власт или власти кои што имаат слух за нивните проблеми,
и резултатот е во нивна корист. Еве, планината Беласица, која делиме на трите држави, во грчка страна е прогласена за национален парк. Во бугарската страна е прогласена за некакво си заштитено подрачје на природата, не знам точната дефиниција, но сепак е заштитена, но само нашиот дел од Беласица не е воопште заштитен. И таму се случува невиден масакр на шумата. Невиден масакр затоа што имаме отсуство на спроведување на правдата, отсуство на спроведување на законите, и таму се случува секојдневни такви кражби, се случува такво непланско дивење и сечење на шумите, што буквално тие што одат, јас сум еден од тие кои што одат во шумата, буквално знаејќи каква е била, и после една недела се одиш и гледаш, едноставно таму беше толку темно што беше како Шварцвалд. Имав јас малку пред извесно време можност да шетам низ Шварцвалд, царната шума, нели? Така да во некои места во Беласица баш буквално такво беше чувството темно, кога не се гледаше небото од големите дрвја и така натаму. За жал, сега не само небото се гледа се, бидејќи у некои места се толку оголени, кај што се оставени гранките да се сушат и да станат предизвикувачи, потенцијален предизвикувач на пожари, што уште по-катастрофално. Гниењето на тие гранки ќе предизвикат разни болести, па ќе и таа шума што останала може да се разболи. Патеките низ Беласица ќе станат се веќе непроводни, така да едно такво дивење, не можам да кажам спроведување на законот, кој тоа е дивење вон законски, мораме ние сите да го спречиме. Не е обврска само на државата. Сите ние сме одговорни и сите ние преку нашите ентузијазам и преку нашето дополнително залагање, како што е случај во Бугарија и Грција, вие што кажавте, нивните заложби, можеби и властите имале повеќе слух, но сепак народот бил премногу упорен тоа да го направи, бидејќи ако има отсуство за слух од државата, тогаш народот е тој што тоа треба да го направи, и треба сите да го ставаме далечинското управување што ни е постојано у раката гледајќи телевизија, и да излеземе, дали да се договараме на разни стостановци, дали да одеме на протести, дали да разговараме со одветните министерства и представници нивни, да договараме и ние да поднесуваме иницијативи. Не можеме ние, кај нас се добиено чувство дека доволно е на денот на гласањето за парламентарни избори или за локални избори, доволно е да гласаме и толку одговорноста ќе ја префрлиме на тие што ги изгласавме. Не. Наша е одговорноста преку доброволни активности, активно да учествуваме и во чистењето на отпадоците, и во потполнувањето на патиштата шумски, полски и така натаму, и во зачувањето на водните ресурси, и на животниот потенцијал, и на растенијата. Наша е обврска тоа. Не е на државата. Државата се грижи за спроведување, но наша лична обврска преку нашето лично залагање треба да покажеме пример, и кога сите ќе се, или мнозинството, не можеме сите, баш сите да размислуваме исто, но кога мнозинството ќе стане такво, тогаш малцинството многу лесно ќе биде ставено под контрола. За жал, кај нас имаме отсуство на свест за заедништвото, и затоа не се случуваат такви немили ситуации како што се топилници, рудници, аерозагадување, па дури недостаток на вода. Денеска се испокараа во Советот во Струмица кој да докаже, кој помалку сработил да го нападнат тие другите, освен нашиот представник кој што даде конкретна идеја. Нашиот представник имаме од Здрава Котина, Еко Долина, имаме политичко крило што вика Стига е, па имаме тројца представници во Ново село, сум јас, во Босилово е Стојан Велков, во Струмица е Ѓорѓи Танушев. Ѓорѓи Танушев единствено даде предлози денеска како да се решава на кратко временски рок водната криза, како на долгорочно. Сите други по мерака им беше да се испокарат, да им докажат на другите дека тие други не работеле, дека во нивното владење
тие најмногу пропастиле, отколку да се грижат што да направиме во иднина. Таква е ситуацијата за жал кај нас. Така, има еден дел на крајот кој што би сакал да кажам за гледачите дека е малку и по комплициран за објаснување и малку по конспиративен би рекол, значи ќе навлеземе во една по специфична проблематика поврзана со ова, така што овој дел од видеото нагласувам и за гледачите ќе биде ставен само за членовите на каналот, затоа што по самата содржина не е нешто кое што би сакале да го споделиме со многу голем број на луѓе, значи први сакаме да видиме каква ќе биде реакцијата на помала група на луѓе, така што од овде натака ќе биде само за претплатените на каналот Татунче, односно оние кои што си имаат зачленето. Значи, Костадин, она што цело време го правиме муабет тука, ми се чини ова што го спомнавте со советот, ми се чини дека тие што се карале за да се убедуваат кој е во право, а кој не е, веројатно тоа го прават како еден вид на димна завеса, затоа што не сакаат да покажат кој е вистинскиот господар, кој е вистинскиот собственик на работите, па и нивниот собственик на некој начин, и кој е тој што е еден вид на куклар кој што ги влече конците во позадина, а со кој што веројатно овде одиме во шпекулација, веројатно имаат некакви соодноси, па така што вистината не е толку важна, или реалните проекти. Според вас, големата слика, кои се луѓето од надвор во светски рамки кои што стојат позади ова, кои се конкретните лица кои што се поврзани со ова и како сето тоа може да се поврзи со една поширока и политичка и економска, па и еколошка и здравствена ситуација во Македонија и поширока? Јас ќе почнем со една реченица која ми вака постојано вибрира во главата, вика вака: ништо не е случајно, а она што мислиме дека е случајно е многу добро организирано. Така да, тргнувајќи од таа вистина за мене, јас ќе поставам прашања, па самите гледачи нека ги насетат одговорите, па на кај начин ќе дадеме и некои конкретни одговори. Ние живееме не во тоа време во кое што ни го прикажуваат на телевизиите и тоа што ни го кажуваат официјалните медиуми и тоа што ни се збори од официјалните говорници и така натаму. Тоа е илузијата во која што живееме. Ние живееме во еден реален свет кој што за жал дури и самите ние не сакаме да го видиме. Сите сакаме повеќе да бидеме излажани отколку да ја знаеме вистината. Сите сакаме да не тапкат по рамото, да не викат колку сме убави, колку сме добри, колку сме успешни, отколку некој да не критикува или некој да ни ја каже вистината. Поаѓајќи од тоа и конкретно гледајќи го и загадувањето, еве и проектит за рудници, но ќе спомнеме конкретни и бројки. Вие треба да знаете дека конкретно треба да ги бараме кои се тие акционери што имат најголем интерес за отварање на такви рудници кај нас. Колку е тоа случајно да во Иловица, кога се работи за Иловица штука, дека некој од Бугарија има најголем интерес и он е собственик на некаде околу 50.2% од уделот. Втор по големина е една албанска компанија од Македонија со албанско потекло, тоа е Еколог, кој што беше доскоро и најголем покровител на ДУИ. Значи, ако гледаме ако што викат еден паметен човек дека следи ги парите, ако гледаме да ги следиме интересите, тоест парите, тоа се поставува прашање дали само парите се прашање, дали само економскиот бенефит е во прашање, а знаеме која е последиците.
деструкцијата на источна и југоисточна Македонија одговара само на оние кои што заговараат поделба на Македонија, оние кои што сакаат тај дел, тој најчистиот дел, да кажеме, најчист по жители кои што најмногу живеат македонци. Не сакам да звучи тоа националистички или било како, јас не сум таков човек и не сакам, но тоа се фактите и тоа се бројките. Зошто ние да не се посумневаме и во една друга димензија за интерес за отварање на такви рудници? Дали не е логично да доскоро имавме албанец представник за надворешни работи од Македонија кој преговара за нашата судбина со Бугарија? Дали тоа случајно се покодува да точно најголемиот акционер од Бугарија во еколог, во концесионерот на Иловица Штука е всушност и најголем покровител на владеачката ГЕРБ. Значи ГЕРБ, тие луѓе, како и да не ги гледаме, не поврзани со политиката, тие сепак се представници на официјалната политика на некој начин. Значи, ако реално гледаме, тогаш ние тука ќе видиме и реалниот интерес на државата, затоа што на тие две држави или нации, како да ги кажеме. Значи, они не се кријат дека барат поделба на Македонија со Бугарија и Албанија, они не се кријат, тие не се мои зборови, но што им пречи на нив? Им пречи народот кој се буни. Ако тој народ го отрујат, ако тој народ го иселат заради отварањето на рудници, ако му уништат земјата, тоа што народ нема да постои, нема да има пречка за таквите планови. Нормално дека тие планови не се измислени од тие две држави, кои што јас ги сметам народите блиски. И албанците, и бугарите, и сите србите, и грците, ние сме сите толку блиски, толку треба да се сетиме дека карајќи се меѓу себе, печелат големите држави, а ние меѓу себе, вадејќи си очи, ние работиме само за големите корпорации и големите интереси на големите држави и сили. Се до моментот кога ние нема да ни текне да се сетиме дека ние всушност кавгите меѓу нас се донесени од надвор и дека одат во прилог на тие големи држави. Се додека ние не се свестиме да си пружиме раце едни со други, да кажем, ајде бе, таа река што тече од Струмица оде во Петрич, па оде преку реката Струма оди во Грција. Значи, таа истата вода која што ќе биде загадена, ќе оде и таму, бе, луѓе. Ние зошто да се расправаме, зошто да се караме кога треба да се ја чуваме истата таа река, тоест истиот тој воздух, и затоа што јадеме исти производи, на некој начин ние сме поврзани. Но за жал, медиумите, политиката, изборот на политичари е таков да тоа не го ставаат како топ приоритет, туку сек пат имаме калгаџиски причини. Толку години не го дававме името, нели не го дадавме името, на кај го дадавме името кога веќе немавме никој избор и што беше проблемот? Ако требаш да го дадеме, па да го дадавме барем пред 20 години, можеби сега ќе бевме на Европската унија. Но не е проблемот тоа се секој пат измислени причини. Еве сега бугарите сакат да ги внесат во уставот. И сега ние као не даваме бугарите да влезат во уставот едно друго и така натаму и така натаму. Всушност тоа се само причини да се ние мразиме меѓу себе. Тоа се само измислени причини за ние да не соработуваме, да не се сетиме дека господарите си играат со нас како со куклен театар, ги влечат конците од озгора, како вие што кажуват. Тоа додека не се сетиме, додека не ни текне, додека не сватиме, за жал, се прашувам да не биде премногу касно да станеме обезличени, да изумреме тука, да се испотепаме меѓу себе, не дај Боже војна да отвориме и така натаму. Се тоа идеи на некој од многу далеко, некој кој што
Јас ги наречувам господари на капиталот и Кои се тие? Дали можеме малку поконкретно да опипливо да видиме кои се тие? Јас имам некаква своја идеја, ама да видиме кое е вашето мислење. Кои се тие од надвор, кои што веројатно и со овие кои што имаат капитал од Бугарија или македонски капитал со албанско поттекло, кои се тие кои што се нивни господари и кои што нивните дела ги насочуваат кон ваков тип на однесување? Ние сега одиме во една област во која што моите еколози ќе ми замерат и ова веќе не настапам како еколог, туку го делам само моето мислење, морам тоа да го кажам. Так. Најпрво треба да знаеме сите дека тие таквите од страна, од далеку едно и други тие што постојат, тие не би били никој и ништо и нема да имат никакво влијание тука кај нас ако не се нашите домашни соработници, кои што треба да истуркат целата таа работа, кои што треба да ја реализират таквите идеи, кои што треба да го реализират, ние го викаме предавството на својот народ или себе богатењето. Значи, тие не се, тоа има тука една интеракција. Можеби некои наши кои што доаѓаат до некакви сознанија, како што беше, да кажеме, конкретно за родниците при булдожер револуцијата во Белград е оплячкана архивата на тогашна Југославија, бивша Југославија, поготово геолошкиот архив, да кажеме геолошките карти, кај што се кријат, кај што беа информациите каде се наоѓаат рудни богатства, едно, друго, трето и така натамо. И тие геолошки карти беа предмет на трговија. Некои наши моќници, доаѓајќи до тие карти, ги понудија на тие моќници од Запад, да кажеме, и они се обединија по однос на тоа прашање. Нашите водени од алчноста за пари, нели, влегоа во таков дел, да кажеме, во кој што несвесно дека покрај економскиот интерес тука се крие и нешто друго како последица. Кога премногу лесно ти изгледа печалбата, ти не мислиш на последиците, тоа е алчноста кај луѓето. Така да често пати и не мора да значи дека некоја е голема конспирација. Покасно и таквите идеи кога еволуираат, кога се развиваат, стануваат интересни за такви групи, групации кои што ние ги нарекуваме господари на капиталот, на државите, да кажеме и така натаму, кои што се имплементираат во нивните проекти и таквите наши алчни луѓе стануваат дел од тие програми. Така да не можеме, нели рековме дека не постои нешто случајно, и ако е случајно, тоа мора да биде добро организирано. Така да ние малку и претеруваме кога велиме дека се е испланирано. Добро, да, но на почетокот можеби и ние самите, говориме за тие нашите кои што доаѓаат до такви нели информации, идеи или вредни документи, ги насочуваат и стануваме дел од таквите програми. Иначе во светот се знае дека капиталот, ние не знаеме дека капиталот го движи светот, дека господарите на капиталот, тие мултинационалните компании, кои што трагот не може да им најдеме кои се вистинските собственици, тие не се од вчера, тие постојат илјадници години назад и таквите фамилии, таквите семејства, таквите пред се организации кои што екзистираат со стотици години назад, всушност нивниот систем и начин на постоење им гарантира успешно господарење со малите, неосвестените, неорганизираните и луѓе и држави. Така, мислам дека доволно експлицитно кажавме кои се, без при тоа да наведуваме некои посебни имиња, мислам дека е одлично така кажано.
Господине Костадин Ристоманов, јас ви благодарам што го прифативте ова моја покана за гостување. Јас се надевам дека со ова гостување ќе почнеме серијал на гостување не само на оваа тема и на други теми за кои што веќе првични планови правиме. За сега јас ви благодарам. Се надевам дека вашата борба ќе продолжи и ќе вложи со траен резултат, а не само со привремено стопирање на работите, и се надевам дека во иднина ќе се гледаме за некои по-прозаични секојдневни муабети. Поздрав и секој добро. Ако може само едно да надополнам нешто што испуштивме. Ајде, И слободно. тоа да биде, ако може, и линк за наредното видување. Нели има една реченица дека тој што господари со минатото, со историјата, тој господари со сегашноста, но и со иднината. За жал, ние како Македонија и не само жители на Македонија, туку македонци, туку и како балканци, луѓе кои живеат на Балканот, премногу сме ангажирани околу проучувањето на историјата, а мене историјата ме интересира само од аспект да разберам сегашноста и да можам да земам став и да предвидам иднината. Така да екологијата всушност представува справување со сегашноста, а за да разбереме зошто се случува сето тоа околу нас, тогаш во следниот прилика ќе дзирнеме малку во минатото. Благодарам на можност. Има и една реченица која што вели кој не ја познава историјата има тенденција да ја повторува. Да ги повторува грешките од историјата. Така е. Благодарам и секој добро. Благодарам и на вас. Пријатно.